Се надевам дека се слушаме. Јас испратив и по другите абер, се надевам дека некој ќе се вклучи. Ние денеска... Сега ќе се вклучи професорке за 1 минута ми пиша. Нема проблем. Се ми испратив порака. Денеска продолжуваме таму каде што застанавме, само накратко реков. Втората граматичка содржина со која што не сакав да ве оптоварувам минатиот пат заради обемноста на материјалот. И последната вежба од првата лекција, исто малце, не малце туку корисна, затоа што ќе научиме како да зајакнеме и да ослабиме некои изрази. Прво да го споделам екранот. Станува збор за оваа граматичка содржина во петата вежба, која што вели später hat sie den Kollegen dann geheiratet. И пак ќе кажам, многу накусо, меѓутоа концизно. Сакам да објаснам за оваа граматичка категорија. Станува збор само момент да најдам кај имам запишано. Вака станува збор за N-деклинација. N-деклинација. И сега што тоа значи? Тоа уште се нарекува и слаба деклинација на именки. Сега треба да ќе запишам. Слаба. Само некој да сака да влезе да му го дозволам пристапот. Ивана. Значи станува збор за слаба деклинација на именки. Ево вака. Постои една посебна група на именки од машки род. Најчесто завршуваат на е, како der Junge, der Kunde, der Name. Повторно некој сака да влезе. Добро. Овие именки штом не се подмет во реченица, веднаш добиваат
добиваат наставка N. Затоа и самата деклинација се вика N деклинацијата. И многу важно е да се внимава, иако во акузатив и датив завршуваат на Н, тоа не значи дека се во множина. Членот, ден или дем, зависи во кој падеж, ни кажува дека е еден колега а наставката N е таму само поради правилото за N деклинација. Освен именките што не се подмет во реченицата завршуваат на е, исто така има и други именки, односно именки кои што добиваат N ако означуваат професии и лица. Најчесто тоа се именки од странско потекло. И завршуваат на следните наставки. Првата наставка е end. Че сите именки што завршуваат на наставка end во машкирот добиваат Н, односно ен како наставка. Тоа се именките, например, der Student, der Patient, der Absolvent, der Präsident. Потоа, што завршуваат на ant, der Praktikant, der Elefant, der Lieferant. Ist, der Polizist, der Optimist, der Journalist, der Tourist. И уште сите други. Тоа ќе станат 3. Исто така што завршуваат на ат, der Soldat, Soldat е војник, der Diplomat, der Pirat. И на ок или ог, der Biologe, der Psychologe, der Pädagoge. Има и други групи на именки, меѓутоа еве овие се тие кои што се потребни како наставки. Сега нормално ќе дадеме и
И важно исто, бидејќи ќе го начекаме некаде, дека именките како der Lehrer, der Schüler, der Vater не спаѓаат тука, бидејќи завршуваат на R, тие си остануваат исти во акузатив. Односно, den Lehrer, например. Во вежбата, во учебникот можеме да го видиме тоа. Amelis Oma hat den Kollegen schon früh gezeigt, wie sie als Frau alles kann. Значи не е den Kollege, туку е den Kollegen, бидејќи завршува на е. Ајде, Јулија, прочитај втората реченица и кажи ни која именка е со N деклинација. Sie konnte sich leicht gegen ihre Kollegen durchsetzen. Kollegen. Пака со колега. Да, тука се сите Да. со колега. Ihre Kollegen. Не е ihre Kollege. Да, со N наставка. Добро, благодарам. Ајде следната, Љубица. Прочитајте следната реченица. Okay. Durchsetzen не спаѓа. Втората реченица. Третата. Mit einem Kollegen. Okay. Mit einem Kollegen ist, sie ist in der Libanon gereist. Gereist. Kollegin, wieder Kollegin. Да, wieder Kollegen. И Ивана, Und, четвртата. und für die zweite, durchsetzen, das passt nicht hier, oder? Не, само Таму што читаме себе. каде имаме N деклинација. Okay. I'm sorry. Okay. Später hat sie den Kollegen dann geheiratet. Den Kollegen. Den Kollegen. И потоа има убавата бела долу, стои номинатив, акузатив, датив и дадено е der ein Kollege, па потоа den einen, сега тука ќе биде Kollegen, бидејќи треба да додадеме N, dem einem Kollegen и потоа, нели, ги има. Пак, номинатив die Kollegen за множина, пак ќе биде во акузатив die Kollegen и во датив die den Kollegen. Исти им се формите и во машки род, и во множина. И ете истите тие наставки што ги напишавме, ги имаме и подоле. И исто така, накратко, ќе погледнеме и вежбата 7. Aussagen verstärken und abschwächen. Глаголите, ова јас цело ќе го напишам. Aussagen verstärken und abschwächen. На македонски зајакнува и ослабува искази.
Ќе ја направиме и ние табелата. Предходно вели hören Sie und ergänzen Sie die Gespräche. Ergänzen Sie dann die Tabelle. Wir hören das Gespräch und Sie setzen diese Wörter im Gespräch. Aufgabe 7. Gestern habe ich den neuen Professor gesehen. Der ist noch ziemlich jung. Habt ihr ihn schon erlebt? Seine Vorlesung gestern war nicht so spannend. Er spricht wahnsinnig langsam. Ich wäre fast eingeschlafen. Was? Ich fand es gar nicht langweilig. Er hat ziemlich viel Humor. Das hat mir gut gefallen. Lektion 2. Er erledigte seine Aufgaben zuverlässig. Nein. Ајде, Синиша, дали може да слушнеме како го дополнивте, да го прочитате примерот и потоа тоа што го дополнивте на првото празно место. Океј, тука сум. Момент сега, кој да треба да прочитам се? Од почетокот диалогот и да го дополните првото празно место. Gestern habe ich den neuen Professor gesehen. Der ist noch ziemlich jung. Habt ihr ihn schon erlebt? Seine Vorlesung gestern war Сега тука да убацам од горе Да. до вие наведените нешто? Да, да. Okay. Seine Vorlesung gestern war nicht so. Nicht so spannend, richtig, ja. Sehr gut. Sinisha, danke. Okay. Julia, weiter bitte. Er spricht wahnsinnig langsam. Ja, Ich war fast eingeschlafen. Ja, er spricht wahnsinnig langsam. Ich wäre fast eingeschlafen. Ljubica, weiter bitte. Was? Ich fand es nicht so langweilig. Er hat Не го имавме ништо. er spricht ziemlich langsam. Er hat Не ziemlich. ама има само Wahnsinn war nicht so gar nichts. Ich finde es gar nichts Gar nicht langweilig. langweilig. Ja. Denk mir, was ich fand es gar nichts langweilig. Er hat ziemlich viel Humor. Viel. Das hat Ziemlich mir gut viel. gefallen. Ziemlich viel Humor. Das hat mir gut gefallen. Ja. Und es gibt Wörter, die
die Aussagen verstärken und abschwächen. Diese Wörter sind in 4 Gruppen geteilt. 2 Gruppen für Verstärkung und 2 für Abschwächung. Das machen wir auch im Wortdokument. Wörter, die Aussagen verstärken, sind diese Wörter. Total, richtig, echt, wichtig, wirklich, besonders и кој од зборовите горе одговара Иване исто во оваа група? Од зборовите besonders, Не, од тие што ги дополнувавме во вежбата. ziemlich, Nein. Некој што има позитивно значење. дали го напишавме? Да. Од овие горе што ги Ри- дополнивме. Gar nicht, nicht so, wahnsinnig и ziemlich. Верхи. Карзоник ќе биде во вториот ред. Не знам кој друг би бил. Wahnsinnig. Ванзиник. Да, Што wahnsinnig значи тоа? значи луд, меѓутоа во позитивна смисла. Аха. Затоа спаѓа во двата плюс. Што ќе биде кај едниот плюс синиш? Кој од зборовите кои што ги прочитавме во вежбата? За вториот кој ги ослабнува, така исказиве? Не. Не, Abschwächen. вториот плюс. Само еден плюс каде што има. А само еден плюс? Да. Зо. Окей. Ник зо. Позитивно значење треба да има. А позитивно? Позитивно, да. Ziemlich. Ziemlich, richtig, ja. Ziemlich. Ja. Ziemlich на македонски значи прилично. Прилично добро. Ziemlich gut. Ziemlich gut, ja. Ziemlich spannend. Ja. Добро, кај минусот го имаме nicht besonders. И што уште, Јулија? Nicht so. Nicht so. Richtig, nicht so. Nicht so. И кај минусот имаме überhaupt nicht, така? Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. И што уште, Љубица? Љубица, не ве слушаме. So schaue ich gar nichts, aber überhaupt nichts, gar nichts, das, was ich weiß, kann ich nie gar nichts lesen. Jetzt mein Handy ist ungefähr 10 cm mit 2. Добро, Ивана?
што ќе дополниме кај двата минуса уште еден збор од тие што ги дополнивме? Gar nichts. Gar nicht. Не nichts, Ja. туку gar nicht. Воопшто не. Da. Das sind Wörter, die die Сега Aussagen не дојде. verstärken und abwächen. Jetzt gehen wir weiter mit der nächsten Lektion. Diese Lektion heißt, er erledigte seine Aufgaben zuverlässig. Запишам наслова. Професорке, извинете, überhaupt nicht, што значи? Воопшто не. Überhaupt nicht. Воопшто не. Добро, фала. Ништо. Воопшто не. Насловот на втората лекција е Lektion 2. Er erledigte seine Aufgaben zuverlässig. На македонски лекција 2. Тој ги завршуваше неговите задачи zuverlässig, доверливо. Предавката zuverlässig значи доверливо или сигурно. Jetzt haben wir ein Bild. Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Was meinen Sie? Macht dem Mann seine Arbeit Spaß? Wir hören das Gespräch. Danach stelle ich ein paar Fragen für dieses Foto. Aufgabe 1. Seid ihr bereit? Ja! Okay, dann los. Und auf einen Baum ein Kuckuck, simsalabim, baba, saladu, saladim. Auf einen Baum ein Kuckuck saß. Da kam ein junger Jäger, simsalabim, baba, saladu, saladim. Da kam ein junger Jägersmann. Lektion 3. Ivana, was sehen Sie auf dem Foto? Auf dem Bild sehe ich einen Mann. Er ist zum Beispiel ein Professor und viele Kinder. Es gibt viele Kinder. Ja, danke. Ja. Sinisha. Macht Er dem... spielt, Bitte. Јас да продолжам? Да, ако имате да докажете нешто, Синиш. повелете. Не, ако имате, Ивана, да докажете нешто, повелете. Und er spielt, und er spielt Gitarre. Er hat eine Musikklasse. Er hat eine In der Musikklasse. In der Schule vielleicht, ja? Danke, Ivana. Sinisha,
Macht dem Mann seine Arbeit Spaß? Äh, Ich sehe diese Professor, das ist Musikprofessor, wahrscheinlich. Der Mann sieht sehr freundlich und glücklich aus, weil diese Atmosphäre mit dieser Junge ist, ist fröhlich. Das bedeutet, dass diese Arbeit macht Spaß dem Да, Mann. него му причинува задоволство и изгледа дека е среќен и задоволен и таа атмосфера со деца му причинува задоволство, дека е со Ja. нив. Danke. Julia, wo sind die Personen auf dem Bild? Was meinst du? Ich glaube, sie auf Boden sitzen. Vielleicht sie sind in der Schule. Ja, vielleicht, sie sind in der Ja. Schule. Ja, und sie singen Lied. Ein Как Lied. се каже, песен. Ein Lied. Sie singen ein Ein Lied. Ja. Danke. Ljubica? Wie sehen die Kinder auf dem Bild? Sehr glücklich. Warum sind die Kinder glücklich? Was meinen Sie? Aber die Lehrerin, die erwarten vom die Lieder, die Atmosphäre, alles ist glücklich, alles schau ist glücklich. Die ganze Kindergarten ist eine, wahrscheinlich, wie kann ich das besetzen? Was Eine meint- hübsche Atmosphäre, eine, äh, äh, habe viele Wörter, aber kann ich nicht alle sagen. Sehr, 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 sehr schön und mit viel Spaß und freundliche Atmosphäre und warm Atmosphäre und Warme Atmosphäre, ja. Ja, das ist das richtige Wort. Warme Atmosphäre. Und die Kinder sind glücklich, weil sie in einer warmen Atmosphäre sind. Vielleicht, ja. Danke, Ljubica. Und jetzt eine persönliche Frage an Sie. Ivana, würden Sie gerne in einem Kindergarten arbeiten? Nein. Warum nicht? Für mich. Warum Das nicht? ist nicht für mich. Warum? Haben Sie einen Grund Äh, dafür? Weil die Kinder die Kinder sind sehr laut. Laut. Gut. Sinisha? Ja. das ist Arbeit für mich mit Kindern. Sinisha, würden Sie gerne in einem Kindergarten arbeiten? Ja, ich würde gerne mit Kindern arbeiten. Warum? Ich mag das, weil sie ist glücklich und ich möchte die Kinder immer unterhalten. Ja. Wenn sie hatten Fragen oder so. Danke. Julia, du? Würdest du gerne in einem Kindergarten arbeiten? Nein. Na, warum nicht? Weil das nicht in meinem Modus ist.
Das ist sehr laut und das ist sehr Stress für mich. Stressig, ja. Ja. Eine stressige Arbeit. Auf jeden Fall. Ja, danke, Julia. Und Ljubica, Sie, würden Sie gerne in einem Kindergarten arbeiten? Ja, gerne. Warum? Gerne, mit meinem ganzen Heart und Herz, Seele. Herz und Seele, ja. Und warum ist das so? Ich will mit Engeln arbeiten. Das ist die Kinder. Ich schaue, das sind Engel. Und das Sie sind ist sehr lieb. eine richtige Arbeit für mich mit, mit viel Seele, Spaß und kreativ, lachen, weinen zusammen, lachen zusammen, malen zusammen, Spiel, essen zusammen. Das ist eine wunderbare, eine richtige Arbeit für mich. Früher Danke. habe ich sehr große Wünsche gehabt, aber jetzt weiß ich nicht. Aber ich liebe die Kinder. Die beste Arbeit ist mit Kinderarbeit. Mit Kindern, ja. Ich kommentiere diese Themen nicht so oft, aber ich will heute das kommentiert. Mein größter Wunsch war, in einem Kindergarten zu arbeiten. Aber wenn ich die Entscheidung treffen sollte, dann habe ich für deutsche Sprache entschieden, weil bessere Möglichkeit für Arbeit gab es und heute noch gibt. Aber wenn es anders war, dann wäre ich für Lehrerin in einem Kindergarten lernen. Das war mein größter Wunsch im Leben. Aber das Meine ist auch. jetzt Vergangenheit. Weiter Bei mir auch. haben wir 3 Texte. In diesen Texten werden wir Präteritum von 3 verschiedenen Gruppen sehen. Das bedeutet, dass wir die Texte nicht laut lesen, sondern jeder von euch liest jeden Text allein und danach sehen wir, welche Wörter sind für sie unklar und machen wir 3 oder eine Tabelle, wo wir alle Verben im Präteritum, dort im Präteritum und auch im Präsens schreiben oder im Infinitiv schreiben, auch mit ihren Bedeutung. Den ersten Text ist ziemlich lang. Das bedeutet, dass Sie 5 Minuten Zeit haben, diesen Text zu lesen. Die Wörter, die Sie nicht kennen, machen Sie Notizen und danach werden wir alle Verben im Präteritum sehen und in diesen 3 Gruppen teilen. Danach werde ich auch erklären, wie man Präteritum in verschiedenen Gruppen bildet. Bitte lesen Sie den Text. Sie haben 5 Minuten Zeit. Text ist verloren. Jetzt mache ich den Text wieder hier.
Ајде прво непознати зборови од првиот текст. Дали имате непознати зборови од првиот текст? Слободно можете да го вклучите микрофонот и да кажете. Gelegenheit dazu. Што значи тоа? Die Gelegenheit. И чекај, што ми беше? Фал е како случај, така? Случај, да, ќе го запишам како цел израз auf jeden Fall, во секој случај. Да. Die Gelegenheit. Die Gelegenheiten. Да. Die Gelegenheiten. Значи можност или прилика. Der Fall, die Fälle, случај. А како израз, auf jeden Fall, значи во секој случај. Други непознати зборови? Ако може, die Erzieherinnen duzen. Тоа duzen не ми е јасно кој контекст тоа доаѓа тука. Тоа што ве праша вчера, Синиша. Дали сакате да ве персирам или да ви се обраќам со ти? Дуцен и зицен. Сега ги запишам. Тоа ве праша вчера. Дали сакате да ве персирам или не? Значи, дуцен е персирање. Не, дуцен е на ти, а зицен е да персираш. Окей. Значи, дуцен... Зицен е персирање, а дуцен е на ти. Да. Као неформално. Така. Еве вака, дуцен, обраќање на ти. Окей. На ти, а спротивното е зицен. Зицен е учтивото обраќање или обраќањето со вие. Ќе го запишам. Тоа ве праша вчера. Дали сакате да ве се обраќам на ти или на зи, на вие? Зицен, за вчера како и да беше. Обраќање со вие. Зицен и дуцен. Имате ли други непознати зборови? Ако немате. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, wie die Verben Präteritum bilden. Камен се грижи ли значеше? Не, ќе го видиме. Камен не е глагол во претеритум. Камен е глагол во претеритум. Од комен, да. Претеритум, минато, несвршено време. Unterschiedlichen Zeiten? Unterschiedlich е различен. А Zeit време. Unterschiedlich различен. Спротивното е gleich ist. Gleich ist. Значи 3 начини на образување претеритум постојат. Првите. Regelmäßige Verben.
regelmäßige Verben, во заграда правилни глаголи. Во заграда правилни глаголи. Сега ќе ги напишам. Правилни глаголи. За нив треба да знаеме дека овие глаголи ја задржуваат истата основа и добиваат наставка те. Тука имаме табела во која што ги внесуваме глаголите. И во претеритум, а откако ќе го внесеме во претеритум, тогаш ќе ја напишеме и неговата форма во инфинитив. Претеритум. Вториот вид се unregelmäßige Verben. Unregelmäßige Verben. На македонски неправилни глаголи. За нив треба да знаеме дека овие глаголи го менуваат вокалот, односно самогласката, во основата. Исто и тука. Истата можам да ја направам. И третата група се така наречените Mischverben. На македонски мешани глаголи. Овие глаголи го менуваат вокалот, односно самогласката, но додаваат наставка те. И тука истата табела. И сега да ги разгледуваме текстовите во смисла според правилата кои што ги кажавме, кои глаголи се во претеритум и во која група спаѓаат. Ајде да видам Ивана. Еден глагол кој што го најдовте, а е според овие објаснувања во претеритум. Волтен. Волтен. Добро. Во Да. која група ќе го сместим? Прва, втора или трета? Во првата. Во Во првата, мислам. Така е. Волте. Како ќе биде овој глагол во инфинитив? Волен. Волен. Синиша. Друг глагол кој што е во претеритум во овој текст кој што го прочитавте. Па, ја што ga одмah видуј, тоа е цајкте. Он е у претеритум. Цајкте.
Каков глагол ќе биде? Како Така. правилен глагол, нели со те завршува. Така е, што значи глаголот? Односно, како е овој глагол во инфинитив? Zeigen, Zeigen и значи нешто да покажеш. Така, Ајде, покажува. покажување. покажува, волен, сака. Друг глагол, Јулија, во претерито. Камен. Во овој текст, камен, во која група? Во unregel. Unregelmäßige, да. Камен, Комен. комен. Нормално. Така е во инфинитив. Доаѓа. Ајде, Љубица, друг глагол што е во претеритум во првиот текст. Љубица, да, не ве слушаме, сега ве слушаме. Сега се слушам. Камен беше во број 10, тука 5 или 3, 10, как е тамо. Tages blau, камен, после beschäftigen. Во кој ред? Beschäftigten. Beschäftigten. Тоа ќе Да. биде во која група? Пукна А, гласот. Инфинитив. Втора. Зошто во неправилни на те завршува? Тоа што има тен, тоа е наставката за множина. Beschäftigen. Претериум. Beschäftigte. Во инфинитив ќе има која форма? Beschäftigen. Beschäftigen. И на македонски ќе значи? Што значи beschäftigen? Како мом да го преведам? Се занимава. Задача. Се занимава. Ајде, Кристина, Ивана, се извинувам, друг глагол во претеритум? Има многу. Дали го кажавме махта? Не го кажавме махта. Тоа ќе биде во Од која махте? група? Во претеритум во првата. Во првата, Правилни. правилен, така, махте. Во инфинитив махен. Сите знаеме дека значи прави. Друг глагол во претеритум, Синиша? Еве сум тука. Вака се да видиме. Цајте го имавме. Да. Махте го имавме. Не го гледам целиот текст од Еве вака. Може и табелата. вака. Па ќе ја вратам јас табелата за да се гледа текст. Океј. Ја. Конен го имавме, конен? Конте? Конте, конте. Конте. Го немавме. Каков глагол ќе биде? Во која група? Од трите што ги Во кажа. прва група мислам. Го губи умлаутот. Тоа значи дека ќе биде неправилен. Од кюнен бидејќи доаѓа. Може. Во претеритум ја има формата конте. Конте. Значи тоа е у неправилен. У неправилен глагол. Да. Јулија?
Друг глагол во претеритум? Хате, дали го имав? Го немавме хата. Тоа ќе биде во Од која? Хабен. Од хабен, во која група? Мислам дека во втората. Така е. Unregel. Unregel мислиш. Хабен има во претеритум хата. Друг глагол љубица во претеритум од првиот текст? Ако може малку табелта. Окей. Geschichten. Како? Geschichten. Именка е Geschichten. Со голема буква е напишано. Да. Добро. Добро. Heißt, etwas zum Finden. Haben pomina. Machen pomina. Besonders Mittag innen. Eine Teilzahl von Beruf. Имаме ли глагол? Чек сега. Machte mir viel. Machte pomina. Die Kinder hatten pomina. Schnell. Trauern. Trauern. Кој ред? Tretjiot. Die Kindergarten an der Steinstraße gab mir eine Woche lang Gelegenheit dazu. Тука има глагол во претеритум, тоа е глаголот gab. Кој што доаѓа од глаголот geben и е неправителен глагол. Geben дава, во претеритум gab. Други глаголи кои што ги има во овој текст, се следниот ќе ги читаме реченица по реченица и ќе ги одвојуваме. Други прво правилни глаголи. Дали durfte Добра. е неправилен? Не е неправилен. Првиот Каков текст. ќе биде? Ај се кога ги гледате вака Durfte и durfen, нели? Добра. Дали смееш нешто, да, не. Нема да биде неправилен, туку ќе биде миш verb. Миш. Зашто му се Океј. додава те, а се менува умлаутот го снемува. Ќе бидем во миш verben. Океј. Значи од dürfen смее го имаме durfte. Значи затоа што го менува вокалот, од умлаут станува обично у и му се додава наставка те, затоа е миш verb. Значи те го има само умлаут, пошто го нема вокалот му се менува, затоа е миш. Затоа е миш verb. Други правилни глаголи во првиот текст се глаголите. Führte. Führte, што доаѓа од глаголот führen, што значи води. Друг правилен глагол е глаголот махтен го запишавме, да? Dauerte. Dauerte доаѓа од глаголот dauern, што значи трае. Dauern трае. И тоа е правилен. Во неправилните. War. War од sein.
sein, да се биде. Hatte го запишавме, gehabt го запишавме. Entschloss, уште во првата реченица. Entschloss. Entschloss доаѓа од глаголот entschließen, sich entschließen. Што на македонски значи се одлучува. Друг неправилен глагол во првиот текст е и глаголот gingen. Gingen, што доаѓа од глаголот gehen, што значи оди. Има уште las vor, делив глагол. Las vor, што доаѓа од глаголот vorlesen, што значи чита на глас. Sang, што доаѓа од глаголот singen, што значи пее. Bestand, што доаѓа од глаголот bestehen, што значи се состои. Потоа gefühl, што доаѓа од глаголот gefallen, што значи се допаѓа. Еве го тоа исто што ме праша Јулија, kam zurecht. Zurecht, што доаѓа од глаголот zurechtkommen. Zurechtkommen, што на македонски значи се согласува или се снаоѓа. Се снаоѓа. И können го запишавме. Тие се глаголите во првиот текст кои што се во претеритум. Ајде сега да го погледнеме вториот. Заедно ќе го правиме, ќе го читаме реченица по реченица и ќе кажуваме дали има глагол во претеритум. Прва ќе започне Ивана. Практикум Бенјамин Бюле. Praktikum Benjamin Böhle. Herr Böhle unterstütze. Како да го прочитам ова? Unterstützte. Unser Team eine Woche lang. Er war freundlich und hilfsbereit und erledigte seine Aufgaben immer sehr zuverlässig. Ајде тука да застанеме. До првата точка. Кои глаголи во овој текст се во претеритум? Односно во оваа реченица, се извинувам. Во првата реченица, Herr Böhle unterstütze unser Team eine Woche lang. Unterstütze. Правилен, неправилен или мешан глагол? Мислам дека е правилен. Правилен, точно. Unterstütze е правилен. Unterstütze.
Unterstützte е правилен, доаѓа од глаголот unterstützen, што значи поддржува. И втората ја прочитав Ивана. Беше war freundlich und hilfsbereit und erledigte seine Aufgaben immer sehr verlässlich. Кој глагол ли два се во претеритум во оваа реченица? Во претеритум Да. Hilfsbereit Не, тоа е придавка. Спремен да И- подготви, да помогне. Hilfsbereit е придавка што значи спремен да помогне. Hilfsbereit. Ја запишам Der тука. hilft seine Aufgabe. Hilfs Па на второ место и на последно, кое тоа се глаголи. спремен да помогне. Едниот е var, што веќе го запишавме, а другиот е Да, war и zuverlässig. не zuverlässig е придавката што ја запишавме на почетокот од часот. Што значи сигурен или доверлив. Erledigte. Erledigt. Да? Во која група? Erledigte, ja. Правилен. Правилен, да. Erledigte Тоа е завршено. доаѓа од глаголот erledigen, што на македонски значи на извршува. Erledigt. А следната реченица Синиша. Следваше, außerdem brachte Herr Bolle bereits gute Kenntnisse im Umgang mit Kindern mit. Кој глагол во оваа реченица? Да. Кој глагол во оваа реченица е во претеритум? Bereits gute Kenntnisse. Bereits im Umgang mit Kindern mit. Brachte, мислам дека е тука Заедно со што? глагол неправилен. Пак- Брахте, Пак не е неправилен. Добива те, а го Не е ја неправилен. менува самогласката. Пак миш, е онда е миш. 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 Миш, да, заборавив, да. Значи е брахте мит, делифе, брахте мит, и доаѓа од глаголот mitbringen, што значи носи со себе. Mitbringen, носи со себе. Следната реченица, Јулија. Чека, ама тука, нели тука нема, она умлаут го нема у овој збор. Да, ама глаголот е mitbringen. И бидејќи ито се пренесува во а, затоа е миш и се додава наставка те. Вели, овие глаголи го менуваат вокалот или самогласката, но добиваат наставка те. Затоа се викаат миш вербен. Okay. Јулија, следната Добро. реченица. Besonders positiv fiel auf, dass ein Instrument beherrschte und mit den Kindern Lieder sang. Ајде. 3 се во претеритум, кои се? Fiel auf, Добро, fill auf. Другиот? само да видам да се sang, Добро, sang. И уште еден? beherrschte. Добро. Првиот. Што значи тоа? Fill auf. Правилен или неправилен? Или миш? Верб. Неправилен. Неправилен. Точно. Fill auf. Од кој глагол доаѓа? Fehlt. Делифе.
Auffallen. Auffallen на македонски паѓа во очи. Паѓа. Ајде вториот, beherrschte. Правилен, неправилен, мешан. Мешан. Зошто? Не, правилен е. Beherrschte, Па дека има настапување, за тоа мислев. beherrschte доаѓа од глаголот beherrschen, што на македонски значи владее. Владее. И последниот занк, веќе го напишавме, неправилен глагол кој што е од зинген. Така. Следната реченица, Љубица. Што беше бехершта? Beherrschte е владее. Од beherrschen доаѓа. Добро, фала ви. Ништо. Ајде, Љубица, следното може до крај, бидејќи сите глаголи што беа тука во претеритум ги запишавме. Од insgesamt. Aјde сега. Insgesamt waren wir mit der Leistung von Herrn Berle sehr zufrieden. Für eine Ausbildung zum Erzeicher können wir ihn unbedingt empfehlen. Mit freundlichen Grüßen, Evelyn Burger. Да. Има глаголи, глагол варен, меѓутоа тој веќе го запишавме, затоа ќе прашам прво непознати зборови само. Од овој текст непознати зборови. Дали имате? Leistung, Leistung. Die Leistung. Zum insgesamt waren Мора ќе го wir запишам. Die Leistung. ja, getan. Die Leistungen. Die Leistungen. На македонски успех, постигнување. Може да биде и резултат. Друг непознат збор од овој текст? Дали имате? Умганг. Да, истото и јас. Умганг е пристап. Умганг? Пристап. Der Umgang. Во еднина die Umgänge. Во множина. Umgänge. Пристап. Однос. Справување. Дали знаеме што се кентнесе? Превоѓа за познавање, знаење некој. Така е. Кентнесе се познавање. Има добро познавање и ванда на И Умганг. пристап, и во пристапот со пристап, деца. да. Да, Така е, die Kenntnisse во еднина. Die Kenntnis во еднина. Die Kenntnisse во множина.
Познавање, знаење, вештина. Ајде сега да го погледнеме и третиот текст. На следната страна, исто. Подолг е малку, меѓутоа нема проблем. Ќе го разгледаме. Професорка, што е Leistung? Го запишав постигнување. Резултат. Die Leistungen, успех, постигнување, резултат. Ивана може да почне да го чита првиот текст. Односно третиот текст, првата Hi реченица. Jenny. Hi Jenny, heute war mein letzter Tag im Kindergarten. Echt schade. Ich dachte nicht, dass es mir Spaß machen würde, aber dann gefiel es mir total gut. Добро, кој глагол од овде го неаме запишано, а е глагол во претеритум? Dachte nicht, Dachte nicht. што значи? Dachte. Да. Правилен, неправилен или меша? Мислам дека е правилен. Не. Доаѓа од глаголот denken. Тоа значи дека е Неправилен. мешан. Значи Мешан. глаголот е denken. Denken, а во претеритум има формата dachte. И пак гледаме горе. Ја менуваат самогласката, односно ето преминува во а, но додаваат наставка те. Dachte доаѓа од denken, што значи мисли. Следната реченица Синиша. Океј. Треба да почнеме од die Kinder, така? Ja, Die Kinder die Kinder. waren echt süß. So kreativ und lustig. Уште? Wir haben den ganzen Tag zusammen gesungen. Уште? Nur das Mittagessen fand ich schrecklich. Добро. Тука кој глагол е во претеритум, во последната реченица? Во последната. Да, во последната nur das Mittagessen fand ich schrecklich. Schrecklich. Schrecklich е придав. Тоа е да, nur das Mittagessen fand. Fand. Од кој Fand. глагол? Fand, ja. Од finden, Од finden, ja. Од finden, fand. Правилен, неправилен, наоѓање, мешан. нешто. Тоа е правилен. Fand. Finden, fand. А не, sorry. Fand неправилен, да, со т Неправилен, завршува. Sorry. точно. Finden, Да, неправилен, fand. пошто на т завршува. Finden. Наоѓа. Као наоѓање, finden. Така е. Наоѓа, а може да значи и мисли. Да. Следната реченица, Јулија. Das brachte so ein Lieferservice. Добро, Egal, кој глагол ob Fisch во das brachte so ein Lieferservice, кој глагол е во претеритум? brachte. Brachte. Правилен, Од неправилен или мешан? Мешан. Мешан. Од кој глагол доаѓа? Од brachen. Од bringen. Brauchen. Bringen. Носи. Bringen носи во претеритум brachte. Brachte.
Ајде и следната може, Јулија? Egal, ob Fischstäbchen oder Spaghetti, alles schmeckt irgendwie gleich. Добро, тука кој глагол е во претеритум? Schmeckt. Шмект. Правилен, неправилен, мешан? Мислам дека меша. Не. Од кој глагол доаѓа? Правилен е. Schmecken. Од шмекен. Шмекен, шмект. Шмекен. Шмекен, шмект. Вкусува, пробува. Следната реченица, Љубица. Љубица, не ве слушаме. Hier сега. Leider ist das Gehalt von einer Erzieher sehr niedrig. Sonst würde ich mir das echt. Getreinen waren immer sehr geduldig. Das echt überlegen. Го сгрешивте редот. Дека сме? Überlegen. Ach so. Ah ja, überlegen. Wüsstest du, dass da netto kaum etwas übrig bleibt, aber die Kinder. А кој глагол е во вустес, ду, das, да Знаеш нето? ли дека? Кој глагол е во претеритум? Weißt du. Кој глагол е во Знаеш ли? претеритум? Претеритум. Wüsstest du. Вустес, ду. Правилен, неправилен, мешан. Мешан. Вуста. Доаѓа од глаголот Да. wissen. Weiß. Wissen. Weiß е во трето лице Знаеш. однина. Знае. Добро. А следната реченица, Ивана? До кај сме, aber die Kinder? Richtig, ja. Aber die Kinder? Aber die Kinder Gärtnerinnen waren immer sehr geduldig und lieb zu den Kindern, auch wenn sie oft Überstunden machen mussten. Добро. Кој глагол е во претеритум? Ова што не знам. Waren, добро. Добро. Lieb. Lieb е милтрак. Да. Wenn sie machen mussten. Mussten. Добро. Доаѓа од кој глагол? Müssen. Од müssen. Така. И последната реченица, Синиша? Für mich sind sie die wahren Heldinnen des Alltags. So, jetzt falle ich ins Bett, bin todmüde. Heldinnen.
Именка е Хелдинен. Со голема буква не се пишуваат глаголите. Што е Хелдинен? Од Хелдин имаш уште глаголи што не ги само ќе ги Фале, се. фале, тука е глагол, фале. Фале? Ја тој го гледам. Јец, Маме фале, јецте има сега. Значи Фале е сега, во сегашно време. Фале е во сегашно време. Од фален паѓа. добро. Не е во претерито. А не, окей. Не. Ди Хелдинен, хероина. Само момент, да видам Окей. каде го најдовме. Добро, допаѓа. Гинген. Fühlte. Machen das Gefühls mit der Kinder war dann Exekutiv. Wir haben den ganzen Tag nur das brachte, egal, ja, schmeckt irgendwann gleich. Leider ist das Gehalt sehr niedrig. Überlegen. Unnehmen. Waren immer sehr geduldig und lieb zu den Kindern. Auch wenn es oft dobro für mich sind sie die wahren Heldinnen des Alltags. Dobro. Фали, значи така одам, зојеце фали ins Bett, веќе така одам во кревет, сосема уморен, мртов уморен. Мртов уморен. Да, todmüde, Да. mrtov Од umoren. мртов е. Мртов уморен. Фале, нели е падање, фале. Паѓа, Као да. Паѓам во кревет, да. Паѓам во кревет, Да. мртов уморен. Да. Добро. Сакав нешто што сакав да прашам. Првава вежба. Односно, како му доаѓа? 2. Überfliegen Sie die Texte. Wer schreibt was an wen? Verbinden Sie. Ајде, првата реченица, еве нека биде Синиша. Benjamin Böhle schreibt. Уште еден збор имаше тука, само чекај, само да видам. Може? Да, само да Кај беше? мртне. Ако мртне. Да, кажете ми прво непознати зборови. Тоа сакам да прашам. Последното. Бенџамин што говореше? За Свобал.